Предлог буџетот од 5,3 милијарди евра во никој случај не може да биде развоен, зашто државата нема план за надминување на кризата, а вака скроениот буџет покажува дека ќе не задолжуваат до гуша. Ова за Алфа го изјави економистот Абил Бауш, кој вели дека државата лошо менаџира со народните пари. Дефицитот, односно задолжувањето што го проектира владата е 5%, истиот е скоро двојно поголем од растот кој е проектиран на 2,9%, што во никој случај не е за поздравување, смета Бауш. Не може да биде развоен буџетот ако имате само 3% економски раст, што значи дека ние не ги менаџираме добро или не ги управуваме добро парите кои ги земаме од данъчните обврзници, односно од буџетот. Развојни буџети се знае моделот како се прави на развоен буџет. Овој нашиот е трошковен буџет. За жал, ние правиме трошковни буџети. Ние само ги држиме одржливоста на институциите на државата, правиме некој вид на, не знам, држиме администрација со плата и некои одредени трошоци и никогаш не бараме одговорност за секој потрошен денар. Владата за догодина предвидува 795 милиони евра за капитални инвестиции. Сепак нивната реализација изминативе години за жал секогаш катастрофално потфрла, но и е многу помало од првично планираното. Капитални инвестиции не се патишта и ова тоа требаше од порано да се направи. Капитални инвестиции се инвестирање во човечкиот потенцијал. Македонија ако не инвестира во човечкиот капитал, ништо не сме направиле. Верувајте, ние имаме катастрофално образование, катастрофално здравство, имаме се катастрофално затоа што немаме инвестирано ништо во човечкиот потенцијал. И гледам параметрите ни се скандалозни. Никој нема да инвестира во нашата држава, странска инвестиција, само затоа што немаме добро квалификувана работна сила. Ако не инвестираме во човечкиот потенцијал, ќе не снема. За наредната година државата треба да врати 800 милиони евра стари долгови, што значи дека ќе бидат потребни 1,5 милијарди евра, пари кои ќе се бараа со домашно и странско задолжување. Инаку владата предвидува и проекции за економски раст од 2,9% во 2023 и дури 4,6% во следните години, и сето ова во време кога Светска банка предупредува дека земјава е на работна рецесија.